Нема да бегаме, насловот на новата песна на нашата млада пејачка Тамара Грујовска, која што ни е гостинка ова утро и на наше задоволство, така ли е, Вики? Токму Кога така. имаме млад дух во студиото, колку е убаво. Добро утро, Тамарче. Добро утро, добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Драго Добро ни е. утро и од мене, Тамара, и многу ти благодарам што ја прифати мојата покана и што секогаш сакаш да гостуваш и си достапна секако за пишаните, меѓутоа еве и за телевизијата како медиум. Како си ова утро, ни доаѓаш од Гостивар? Гостивар, да. Нема да бегам, нова твоја песна, постојано се работи, ти си многу млада, меѓутоа многу амбициозна и веќе твојот музички пат е трасиран. Јавноста те запозна и преку големата евровизиска сцена, меѓутоа ти не престануваш тука, постојано создаваш. Нема да бегаме, твојата најнова песна. Да, ајде повеќе за песната, Тамарче. Песната ја направи Роберт Билбилов. Продолжува соработката со Соработката Билбилов. продолжува, да, секако. Музика и аранжман се од него. Спотот е од Огнен Шапковски и Мелем продукција и со нив соработувам, еве веќе ова ни е трета песна после Само насмевни се и кажи ми кој, која беше евровизиската песна. Текстот е на Тања Соколовска и можам да кажам дека направивме едно многу убаво дело и која носи една убава порака. Задоволна ли си ти од сето на кое што на крајот излезе како резултат? Колку време се создаваше, нема да бегам? Па доста време, мислам од еден месец и мислам дека процесот така? Процесот беше супер. Направивме нешто многу убаво и мислам дека испадна онака како што беше замислена. Како што се замислувала и самата. Како поминаа претходните твои песни кај публиката? Кажи ми, навистина. Кажи ми кој, да. Кажи ми кој, навистина певливи numери, певливи музички дела кои што остануваат запаметени. Ова е нешто поинако. Нешто поинако е од разлика од претходните песни, бидејќи може да каже дека тие беа повеќе балади, но ова е подинамична и поенергична песна, што има играње. Те благодарности до девојките од Fusion од Куманово, кои ми помогнаа во тоа, кои направија преубава кореографија. Да, ете веќе оди дел од спотот, можеме и да забележиме. Прекрасно. Ти си во спотот секако. Кажи ми колку е предизвик за еден млад уметник, млад творец, ти имаш и музичко образование и се насочуваш во тој пат, постојано да создава нешто ново, постојано да е во тек со сите новини кои што си ги носи музиката како професија со себе. Бидејќи тебе музиката не ти е хоби, туку навистина ти е професионален пат по кој што ќе се движиш и по кој што се движиш веќе секако. Па да, мислам дека музиката ми е приоритет и би сакала и понатаму да продолжам со музика, бидејќи од многу мала се бавам со тоа и навистина многу ме прави среќна кога и многу секој нов проект ти носи возбуда, да, секако. ми носи возбуда и ќе биде уште подобар од претходниот и мислам дека и овој проект кој што го направивме им се допадна на публиката и мислам дека многу ќе се пронајдете во текстот, бидејќи овој пат текстот можам да кажам дека е малце посериозен. Каква порака носи Нема да бегам? Па Нема да бегам, насловот на песната е символ на храброста, Нема да бегам и носи преубава порака дека не треба да бегаме од нашите чувства, од нашите предизвици, од нашите животни ситуации и бидејќи секој од нас има одреден момент кога се соочува со тоа дека полесно се откажеш, но мислам дека токму и затоа е пораката на песната дека не треба да се откажеш и да продолжиш понатаму без разлика
Така, јас ја следам твојата кариера од навистина многу мала, ти пееш и создаваш од навистина мали нозе, меѓутоа денес си веќе зрела тинејџерка која што создава, работи и твори секако на полето на музика. Какви се првите впечатоци од Нема да бегам, ете конкретно од твоите пријатели, од твоите другарчиња, од сите оние кои што се на твоја возраст, од твоите врсници, како реагираат на сето она кое што ти го твориш и создаваш и допира ли пораката и твојата музика до твоите врсници? Мислам дека има многу поддршка и од моите пријатели, и од се разбира од публиката, многу мислам дека си имаат многу и пронајдено во текстот, некои ќе се пронајдат во текстот, некои ќе уживаат во ритамот, во музиката, во кореографијата. И мислам дека ако една песна допре до нечии емоции и остави голем печаток, мислам дека ја завршила својата работа. Да, ја исполнила својата цел. Со Нема да бегам, ти не застануваш секако тука, што е ново и што следуваат многу проекти. Исто така и ова година е на интернационалниот надпревар Musicland, каде што учествував и минатите години. Еден преубав фестивал и секако следуваат нови проекти, нови песни. И какво лето имаш? Како ти се движи летото? Има ли настапи? Ете, ги споменавме фестивалите, често пати те гледаме со веќе реномирани естрадни уметници кај нас. Дел беше, односно, можеби се уште си од училиштето на Андријана Јаневска? Да, секако продолжува соработката со неа. Се спремам за надпревар исто така и со неа. Продолжува соработката. Исто така добивам и многу голема поддршка и од неа. И колку ти значат сите овие случувања, Тамара, сите овие награди кои што во текот на изминативе години говорат за твојот талент како млад, амбициозен, талентиран музичар и секако оние меѓународни фестивали на кои што постојано се појавуваш? Многу ми значат. Многу Ти носат ли дополнителна мотивација за она кое што го правиш и создаваш? Добивам и многу искуство од секој фестивал, од секој надпревар и од секоја нова песна за следниот проект да биде уште подобар и успешен. А од друга страна пак колку ти значи поддршката од најблиските, тука е секогаш тато во првата линија на фронтот. Да, секако семејството на прво место, за бидејќи тие и се моите неголеми навивачи, му да кажам. Така. И ветер во грб секој. Да. Така. Кажавме што ќе биде ново, има ли некоја веќе, можеби поинаква спремна песна или хит кој што ќе го очекуваме или ќе оставиме Нема да бегам малку да им легне на слушателите? Мислам за сега ќе дадеме време на оваа песна. Да, ќе дадеме време. Но мислам дека следуваат исто така балади, подинамични песни. Што најдобро лежи на Тамара Груевска да пее? Па претходните песни биле балади. Мислам дека ќе продолжам и со тоа, но би сакала јате да имам и вакви по динамични, по енергични песни за да бидат интересни за публиката. Да, во сподот забележав дека и ти играш со девојките. Да. Колку тоа ти лежи во целиот оној кореографски сценски настап? Па мислам дека и таму се пронаоѓаш. Да, се пронаоѓам и таму. Ќе имам и доста песни каде што ќе има и кореографија и играње. Како е соработката ете со можеби помладите на македонската естрада? Има ли најава за некој дует, можеби со македонски или со странски изведувач артист? Па ќе има и тоа. Мислам дека за сега е рано, би сакала да има и дует со некој од нашата македонска естрада и тоа би било навистина убаво да се направи таков проект. Толку си млада, толку имаш позади себе, а толку многу повеќе и пред тебе. Со внимание ја следам твојата кариера, Тамара Груевска, и ти си навистина една македонска гордост. Јас многу ти благодарам